Почитувани, добар ден и од емисијата Очи во очи на Телевизија 24 и можноста да продискутираме за една интересна тема која на некој начин, односно чиј исход е доведен во прашање, исход во смисла на конкретни опипливи резултати или тоа би било најдоброто или она на што сме навикнале само зголемување на тензиите и на меѓусебните препукувања. Имено станува збор за планираната средба на лидерите, меѓупартиската лидерска средба, инициирана од претседателот на владата Мицковски, која на некој начин остана, чие реализирање поточно остана неизвестно по директното одбивање од страна на претседателот на СДСМ Филипче, иако поканата не беше пратена. Од друга страна пак токму и премиерот најавуваше дека поканите ќе бидат пратени уште кон крајот на минатата недела, но се чини токму оваа директен одговор на Филипче малку ги пролонгираше работите или едноставно ги стави на размислување, но сепак ете во текот на викендот од владата изјавија дека ево тек процесот на испраќање на покани, односно нивно доставување до сите политички партии кои имаат парламентарна група во собранието. Се поставува сега прашањето токму дали лидерската средба ќе биде комплетна, доколку не учествува СДСМ, односно Филипче, или од друга страна дали можеби сепак ќе учествува. Од оние кои ќе учествуваат, еве токму денеска потврдија и од Левица дека ќе одат на лидерската средба, ќе присуствуваат, а пак од ДУИ понатаму се на истиот став дека ќе се произнесат откако ќе добијат поканата. Секако вреди остануваат за и така натаму, но клучниот момент е учеството на Филипче, односно на СДСМ. Тоа е првиот момент околу прашањето што е во вториот дел од темата, дали треба да има лидерска средба и дали е таа комплетна. Вториот дел е пак за што треба да се разговара, а клучниот момент или очигледно основата за свикување на оваа лидерска средба е прашањето на техничката влада, односно иницијативата на премиерот Мицковски да се укине техничката влада. Токму тоа и беше причината за директно Филипче да ја одбие оваа средба. Се чини, иако се спомнуваат и други теми, па дури и Мицковски ја остави можноста да се прошири агендата со предлози на учесниците, сепак се чини дека се на маргините би биле на маргините на оваа лидерска средба и оние кои се спомнуваат сушност законите од реформската агенда. Се поставува прашањето, тоа е вториот момент, ако веќе има лидерска средба, зашто би требало да се разговара, односно кои се приоритетите. Токму во рамките на овие реформски закони се и заглавените, ајде што нема, што е доведено во прашање функционирањето на барем 80 луѓе кои според уставот се задолжени да им нудат заштита на граѓаните во рамки на Народното правобранителство. Туку секако и граѓаните немаат таа услуга, ниту тие кои се и кои генерираат само трошоци. Дополнително се тука секако и Законот за јавно обвинителство. Беве сега се појави и веста дека и под знак прашалник е и стартот на безбеден град, со оглед на тоа што и за тоа нема Бадинтерово мнозинство, но како и да е, очигледно тоа е, како што кажав, во втор план, примарно е техничката влада. Клучниот момент се исто така изборниот законник и токму тоа е дали би во рамки на приоритетите се организира нешто значајно, како што е таа лидерска
средба, да се соберат сите представници на партиите, а при тоа прва точка да биде техничката влада и всушност заради неа и да се организира сето тоа. Ова другото доаѓа второстепено. Инаку токму велам по однос и на тоа што би требало и за што би требало да се разговара и на социјалните мрежи, граѓаните ја коментираат агендата на оваа лидерска средба, па генерално ставовите се дека ако се решава веќе техничката влада, која е поврзана токму со изборите, зошто воопшто не се ставаат, а особено не како приоритет, туку се почнува од техничката влада, а со која неодделно би требале да се дискутира и за една изборна единица, односно за изборниот законник. А подеднакво исто има и коментари за бројот на пратеници да се намали од 120 најмалку на или барем на 90 и така натаму, со разумни коментари и по однос или сооднос на ефикасноста и на растрошноста, односно дека многу пари ќе се заштетат, а и онака многумина од пратениците ништо не работат, освен што гласаат по партиска средба, односно наредба, за тоа земаат и за партиски средби секако да добри плати. И така доаѓаме и до поентата за лидерската средба, дали можеме да очекуваме еден, ако се одржи, дали би била, велам, вистинската, иако е неформален формат, дали е всушност комплетна, за да овозможи еден конструктивен политички диалог или всушност би предизвикувала само нови несогласувања и нови тензии, за потоа уште повеќе да слушаме, а и онака секојдневно слушаме, затоа што, ете, не мора под наводници да се каже на некој начин и без наводници злоупотреба на медиумите кои треба да ги пренесуваат нивните препокувања, кој не сакал да седи со криминалци, како што вели, па возвраќањата кој е незрел и така натаму. Што на крајот од криштата би требало да биде токму во делот на нивните внатрешни расчистувања на состојбите, кој е што како е, или на обвинителство, се едно, ако има индици за криминал, или за незрелост, секако тогаш за менување на тие позиции. Така што, всушност, се поставува прашањето токму околу функцијата на лидерската средба воопшто како ете и тој неформален формат. Таа е наменета за да овозможи на потенцијалните иницијатори, без оглед која иницира, и учесници токму да ги собере и преку тој заеднички диалог сите да придонесат кон унапредување и на толеранцијата, и на довербата, и на партнерството, солидарноста во општеството, односно да учествуваат во донесувањето на одлуки, на важни одлуки кои се клучни за квалитетен, за достоинствен живот на сите граѓани, за унапредување на општеството и така натаму. И тоа треба да е императив, и тоа и од таму потекна и воопшто таа идеја за лидерски средби. Или барем така е промовирана, а се чини дека ништо или само уште, велам, поголеми тензии носи. Така да, дали ете, треба да има лидерска средба, ако всушност не само не можеме да очекуваме нешто од ова што спомнав, да се донесат одлуки, важни одлуки за доброто на сите граѓани и за државата, туку ако после тоа треба да ги слушаме уште повеќе од што ги слушавме пред лидерската средба, затоа што токму и најавата, поканата за лидерската средба генерираше препокувања и наши исто така дискусии по однос на тоа кој е зрел, дали кажал незрел или нездрав или криминалец или што и како е. Така да ете, ова е
темата за денеска, дотолку повеќе што некако и иронично во сето тоа, токму и денеска на редовен брифинг со новинарите председателот на собранието Гаши по однос на техничката влада смета дека би требала да се укине, вели дека не било угледно членка на НАТО, значи Македонија да формира техничка влада пред изборите. Не било угледно, вели, да формираме техничка влада, ако сме членка на НАТО. А прашањето не е дали е угледно или неугледно, туку прашањето е треба да се има квалитет, па така се гради угледот. Угледот не се гради да се облече костум. И ајде да не се избрукаме, а под него нема ништо. Значи, за да се стигне до угледот треба да се има основа. Не е поентата, ајде ќе укинеме владата, техничката влада, а тука имаме несериозни фактори политички, кои и со техничката наоѓаат чаре како да манипулираат и злоупотребуваат, а камоли без неа. Така да, што не било угледно. Уште една маска фасада да се стави, да се замаскира несериозноста и неквалитетот. Наместо до угледот да се стигне токму со тоа. Кога ќе се стигне со квалитетот, угледот сам се гради. Угледот не се става само така. Затоа велам и иронично, но токму и во таа смисла повод за лидерската средба укинувањето на техничката влада, во интерес на граѓаните, изборите не било угледно, гледате Гаши како што вели, да оставиме впечаток, членка на НАТО сме и слично. А при тоа воопшто не е предмет што со изборниот законник, дали изборна единица и така натаму. А тоа не е прашање на углед, тоа е обврска кон граѓаните, или угледот е битен. Што ќе кажат? Така да ете, генерално ова е она што за денеска, а на 2 дена пред закажаниот термин 14, практично уште еден ден има, да го продискутираме дали мислите дека ќе има, како, што ќе ни донесе ако има, дали е комплетна по однос на агендата и колку се овие лидерски средби на вистина необходни или од полза за да се дојде токму до некаков придонес за унапредување на состојбите. Повелете 60 91 924 925 се телефонските броеви. Со кого почнуваме? Добар ден. Добар ден, повелете. Ало? Добар ден, вие сте, повелете. Добар ден, господин Исо. Да, поздрав до вас, ме слушам. Уште, благодарам на поздравот, уште е дење, па затоа денеска почнем. Браво, подолг ден, ете, може и ке ни се... Да, се должува понека и денот и така натаму. Еве, поздрав до вас и поздрав од вашите гледачи. Благодарам, повелете. Конструктивен диалог или ново несогласување треба да има ли лидерска средба. Јас не сум тој што ќе одредам дали ќе има, меѓутоа ќе кажам дека нема потреба од лидерска средба. Поред мене, причината е едноставна. Со кого лидерска средба кој ќе води лидерската средба, човекот кој насилно влезе во собрание. Без дозвола, има влезено во собрание. Човекот што ќе води, премиерот на ВМРО. И сега што да разговараме со таков човек? Што очекуваме од тој човек ние? Дали очекуваме добро и што ќе другите што ќе кажат, дали тоа ќе биде важно нешто? Човек кој само на себе мисли дека се што ќе го каже тоа е вистина, другите што ќе го кажат тоа нема реалност, нема основа, нема ни квалитет, нема ништо. Значи така јас го сваќам тоа. Господинов што води држава, еве господин ќе го наречам. И тоа се ниски удари кои ги прави. И сега зошто лидерска средба? Причината за да се укине да се укине техничката влада нема потреба. Државава тони во криминал и државава е партизирана. Во случајот сега да има такви избори, па тоа ќе биде катастрофа. Гледаш, отиде дури во Ростуши Мавро да бара гласови да победи. Па така ли ќе биде? Друго е кој ќе има техничка влада, од сите партии кои ќе има во владата, така да ќе биде подобро тоа, господин Исов. Јас мислам дека така е. Поздрав.
Благодарам. Ба добро, така би требало и во тој контекст и Филипче го образложи тоа дека техничката влада морала да остане. Таа била последната линија на одбрана од злоупотреба и така натаму. Помеѓу другото вели, тие цитирам, тие не ја сакаат техничката влада затоа што кога ќе влезе министер од опозиција ќе има увид во сите злоупотреби и целиот коруптивен систем и така натаму. Да, значи така би требало. Но а кој гарантира што и ќе имаат увид? И потенцијално па што? Ако имаат увид, како со кривични закони и така натаму и слично, потоа ќе се изнивелира се кому како и ајде, ќе падне договор за да се има поголем или помал увид. Сакам да кажам која е гаранцијата. Вака увид имаат едните, а онака ќе имаат и другите, па добро, кој се приклучи, ќе се договори помеѓу себе. Така да, која гаранција е за тоа дека ако имало увид? Значи, предпоставката е да ќе има увид дека овие се честни. Ајде јас да влезам таму, ние да влеземе и ние ќе имаме увид и ние ќе застанеме на линијата на одбраната. А кој гарантира дека се? Имавме едни и други и постојано едни и други. Кои се промените? Така да, значи не е ова некој нов. Ајде да видиме и овие нека влезат увид, па може би поинаку ќе направат. Знаеме кои што правеа и наназад, затоа и се менуваат. Така да, која е гаранцијата? Да влезат овие за да имаат увид. И што ако имаат увид? Ке имаат увид и двете страни или петте страни кои да се и ќе се договорат и добро. Помалку за едната страна. Вака увид има едната страна, па си прави што сака. Ако одиме во таа крајност. А ако не прави ни една страна, нема потреба од техничка влада тогаш. Ќе си тера една страна и јасно, не треба техничка влада, оти сме сериозни како држава, како политичари. И нема што ниту увид да има некој, нема потреба од увид. Затоа што се знае тој што е, таму е одговорен. Како што вистински судија се знае, нема што да биде контролиран некој судија. Неговата одлука е последна и нема дилема дека е во согласност со законот и правото и правдата. Нема што уште петорица да го контролираат увид. Увид се прави кога се знае да корумпиран е судијата, па дај му уште некој увид да му прави. Но која е гаранцијата, велам? Колку мина и да ставите, колкав ни е степенот на корупцијата, која гаранција е дека и 5 мина контролори да ставите, дека исто нема, само ќе се дели на 5. Ако е се отидено. Значи, поентата е да се најдат сериозни, значи, не е само да се влезе и да се има увид. Во ред е увидот, но која е гаранцијата? Повелете. Поздрав од Охрид. Да, исто така, поздрав до вас, повелете. Благодарам. За оваа тема треба барем 4 минути. Ај вака, одма да не губам од времето. Прво, значи, потребно е да имаш лидерски средби и да се договара, да се знае што државата ќе донесе или ќе укине или нешто ќе воведе ново. Меѓутоа, кај нас ние немаме пратеници, немаме парламентарци, затоа што таму работат по диктат на председателот на политичката партија која е на власт или координаторот кој им кажува како да гласат. Овдека нашите пратеници не размислуваат со своја глава, но со главата и со паметот на оној што им диригира. Значи имаме ние диригенти. Каде е да речеме, значи ако треба да дискутираат една изборна единица, отворени листи и сето тоа, значи да го такса, а не го спроведува. Речеме, јас го оправдувам Филипче што значи не сака да иде нова лидерска средба, но и тој е виновен што во неговото време бара позицијата сегашна, значи да има средби и тој и едните и другите значи се виновни. Водно за техничка влада. Ја ми се чини дека таа техничка влада не е заради да некој зирне во документите кој што, но тоа е да се направи еден пресек, значи затоа што пред, да рече обично пред парламентарни избори, значи да не може да прават дубари, да местат што се вика, значи да не биде власта кај она партија која е на власт, но да биде тоа значи распределено меѓу сите учесници во таа влада кои што треба да ги донесат и законите и да ги почитува и се. Меѓутоа, за нас ние не заслужуваме да имаме ни парламент, ништо. Видите, ние нашите парламентарци, значи прво не идат на работа, не земаат дискусија, може да се
Така, благодарам, поздрав. Па имено токму тоа, да не можат да местат, како што кажавте, да е распределено помеѓу нив и во тој контекст и Филипче вели да се имало увид во сите злоупотреби, кога ќе се распредели тука, односно да се има контрола. Но повторно велам, што да се има увид? Па увид имаат сите, па ништо не е направено. Што со анкетната комисија? Па еве ништо нема сега. Колку време се чекаше? Или се има одеднаш сите. Што со изборната единица? Па ништо не се гласаше. Што со, не знам, кривичниот законник? Што со платите за 78%? Што со патните трошоци? Увид на сите се таму. Во собранието и опозиција и сите. Значи, сите или едните излегуваат се против, или другите не гласаат за, или обратно, овие гласаат за, другите не даваат, се неутрални, премолчено. Или се обединети, финансирање на политички партии и така натаму. Значи, што тука? Сите се испреплетени и си функционира безпрекорно. Јас во таа смисла велам, која е гаранцијата ако влезат сите тогаш? Само гаранција што? Дека како ова, изборна единица не се изгласа. Па кој гарантира дека ваму ќе функционираат ако влезат останатите во техничка влада? Повелете. Добар ден. Добар ден, да, убав ден, повелете. Па знаете, ова е место две оставите сега. Што треба, мислам, што треба да се овакво зборува на таа лидерска средба, ако треба нешто случајно да се збори па за бугарите, за да биде заедно, за да биде во договор со двете партии за да влезат бугарите во уставот, веќе тоа не е во ред. Така да не знаеме ние лидерска средба, тоа е широк пој. Значи се и се што може да се вклучи во таа лидерска средба. Така да ако ова во ред треба да има, меѓутоа треба да се знае за што треба да се има. Затоа што ако биде сите опозиција, народот нема да биде заштитен. Ако они ќе си носат во нивни интерес, што треба да си донесат овакво, ќе си носат во своји интереси која е поентата. Затоа викам, ова е масо две острици, лидерските средби се убаво, точно. Меѓутоа, многу треба да се знае за што ќе бидат тие лидерски средби. Така да, ова ново согласување лично знамо на техничка влада сега да се прави во овие само излишни трошкови. Значи, ондак не треба да има избори ако се прави техничка влада. Значи, тука има многу контрадикторности и во техничката влада и во лидерската средба. Се е окей да биде, ако треба, окей за народот. Меѓутоа, за жал, во овие лидерски средби, ја не гледам ништо дека се случува добро за народот. Значи, ова све во нивна корист, како нив им одговара лидерските средби, како викаат, секоја вода се врти на својата воденица, така и овоа ми да ти овие лидерски средби. И сега они си наоѓаат некои согласување, ќе си најдат, што нормално им одговара како тие 78% што за сите што беа тука едногласни, тука ќе си најдат некои согласување што им одговара во нивни прилог, а не за народот. А треба да бидат овие лидерски средби за народот. Така, да, а не предмет на политички пазар, веројатно во таа насока мислевте, или барем имаме искуство до сега. Повелете, добар ден. Браво! Здраво, повелете, добар ден. Па види вака, значи имаше порано една реклама многу давна, цело е кога има се. Да. Наметнато беше од страна на Западот, тоа цело е кога има се наметна у рамковниот договор, сега цело е кога има се наметна од нивици у Преспанско езеро, знаат луѓето на што мислам. Идемо дале сега. Сега треба да се направи промена на устав и внес на нашите источни соседи како доминантни у држава. Сега тука малку е болно прашањево што едниот од рамковниве што е у власта моментално е недоволна цифра. Значи која ќе исполњава услови за да се направи тој договор со источниот комшија, тоест атерот на Европска Унија и на Америка, таму да го направиме и на Британија. И мора да се направи истото како што се случи со промена на име. 8 пратеника тогаш извлекоа од ВМРО, сега ќе бречат од УЧК 1, бидејќи УЧК 2 се сега у власт, само се помалку.
али затоа сега кога ќе влезат и пратеници од УЧК-2 ќе влезат, не случајно и на овие избори е направена комбинација Гешката и Аминит давале СДС, ДПН, таму за да победи у гостивот и батката што победил. Значи, овие диалози се прават, бидејќи ова Агилера напушта теренот овдека, аманет е даден, бешевајте неа, нели? Текушката таму се поздравува. Мора да се заврши домашната работа, и накако не да завршите домашната работа, па може и некои хеликоптери и кај вас ќе почне да летат како во Венецуела, во Каракас. Ајде. Да, благодарам, поздрав до вас. Ќе видиме сега кој ќе ја замени. Дали наследникот или наследничката ќе биде барем доволно добра или доволно таква каква што беше актуелната. Да видиме, да не биде подобра или како и да е. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас, повелете, да. Па уште пред 2 недели мене ми се еден пријател, пред да се знае кој ќе биде кандидатот за Мавро Росуше, ми се еден пријател рече да не бараме правда, рече ми вика, да не бараме правда, вам и за ВМРО ургира да биете градоначалник од нивната партија, што кривично одговарал или бил гонет кривично таму за некој управник што бил за на центарот за заштита таму во паркот во Маврово, што е национален парк таму. Во он правил кривични дела. Мисля тоа е само еден доказ, ете тоа се стори вистина. Јас свена сака да сувочно да се коментира за лидерите, за политичарите од 2-3 партии, да помне сега само и други. Сите политичари да се од тие 3 партии, од тие 3 партии Македонија е доведена до ова тереже. Ни техничка, ни никаква експертска влада, народот, граѓаните да станеме, да си побараме експертска влада, ова тиранија македонскиот народ више не може да издржи. Значи, од овие политичари македонските граѓани се сели од Македонија, од овие политичари Македонија името го растури, презимето да изгуби, све изгуби. Ако гледаме во светот што се случува за било како закон, ете и во Иран во најтаквите држави, најдисциплинирани кои мислам досега, меѓутоа луѓето ете и тамо сегде додека не станеме граѓаните, народ да изабереме на експертска влада, која влада ќе ги промени сите закони што ги донесла овие влади досега и ќе донеси закон сите овие што владееле досега политичари на било која власт, околна или државна биле, додека не се направи закон и список таму да се направи да се конфискујат имот, да се донеси закон за да се забрани да се отуѓуваат нивниот имот, а нивните роднини, додека не се вратат тие средства украдени Македонија, додека не. Така, благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден кој ни следи. Добар ден. Поздрав до вас. Убав ден, повелете. Јас се смеам цело време, бидејќи овој наш народ бил многу духовит. Особено ме насмеа господинот со УЧК-1 и УЧК-2 и се ни кажа. Ама раскажа тука сторија од 5 часа. Многу ги сакам таквите луѓе што знаат со 2 збора многу да кажат. Не треба да има техничка влада. И сега ми е смешно, не можам ни да зборувам. Техничката влада е неинституционална форма. И таа ја смисли СДСМ, предизвикаа вештачки политичка криза и во КСЕА, надвор од парламентот смислија форма. Немаа толку памет, некој од надвор смисли, а тие само спроведуваа. И таа навистина е непотребна и само не кошта многу пари. А инаку сега имаме фингерпринт, па колку и да крадат гласови, не можат толку многу. Така да е непотребна, сосема непотребна и не обавуваше никаква функција. Сакам друго да кажам. Зошто ги повикува на диалог? Јас, гледајќи го по исказите, господинот Мицковски, тој е многу систематичен човек. Системски гледа што го критикуват и тоа го отстранува на еден или на друг начин. Бона извештајче, а и јас се согласувам со тој збор, извештајчето од Европска Унија, имаше една реченица, позицијата не соработува со опозицијата. И еве сега тој нуди да не можат да го критикуваат. Ништо друго. Тука нема некои големи задкулисни игри. Системски ги отстранува критиките. Би
велам, тој е навистина систематичен ум, голем аналитичен, тој е образован човек и сега кој како го гледа, јас го гледам како образован ум. И само ради тоа се поканети и опозицијата треба да оди на диалог, зашто ете може да понуди решение. Така ви благодарам. Па тоа е ете суштината. Треба ли да има лидерска средба од аспект дали навистина нешто може да се реши, да се има некој конкретен заеднички конструктивен политички диалог кој велам би дал некои резултати, а особено да не даде само дополнителни тензии и препукувања. Тој е оној прв момент, а имајќи го предвидете искуството од таквите средби. А вториот, ако веќе има, дали треба да се прифати поканата, односно каква средба би била ако не учествува, ете да речем, најголемата опозицијска партија. Значи, покана од една страна и прифаќање на поканата за учество. Тоа не значи согласување, туку учество на средба. Имате разговори кои ете со години траат. Учеството не значи и прифаќање. За жал траат со години, сакам да кажам, не се решаваат, не значи решавање веднаш. Еве и Косово, Србија и така натаму. Оди и председателот Вучич, одат и од Косово представници, председател, премиер, се едно. Одат, седат заедно, иако, добро, веројатно и таму не би оделе од една страна или друга, се едно. Или воопшто не би се среќавале да не е тоа, затоа се средбите надвор во ЕУ и така натаму. Но тоа е вториот момент, токму тоа ниво на политичка зрелост и култура и така натаму. Каде што луѓето се среќаваат, разговараат, а не значи дека и ќе се договорат, односно го прифатат она што едниот го нуди. Исто како и тука. Што значи? Да не се јавите ако вашето не биде прифатено како безусловно. Како единствена вистина, исправна и така натаму. Па не, напротив, го кажувате вашето мислење, па дискутираме за него, па друг кажува свое мислење и така натаму, но токму, значи, таа лидерска средба може да биде повод, потенцијал за следна некоја средба, за нови варијанти, модалитети и така натаму. Ако не се сетилете за изборен законник, за куп работи кои одат со техничката влада, може токму да им текне. Аха, техничка влада, а што правиме со изборниот законник? Па ајде и тоа ќе го ставиме. Па не знам, техничка влада како, може би некој исто модалитет на контрола и така натаму, ова на што се повикува Филипче. Да се има увид. Да имаат увид и другите. Добро, има начини, може би да се има увид. Но треба да се разговара, тоа е поентата. Или дали треба, еве. Затоа велам, од една страна е поканата, од друга страна е прифаќање или неприфаќање за учество. А сте фактор. Значи, тоа не е туку така. Значи, сте фактор директно во општеството, како опозиција. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете, ако се слушаме. Ало, добар ден. Да, поздрав, се слушаме, повелете. Видите, ние гледате дека малце сме се фатили околу техничката влада. Ја мислам дека не е само проблем техничката влада, проблем е и Бадентерот, а проблем е и, богами, и оние бришење 20% договор. Како ќе се направи тоа, ако се отвори уставот? Да. Вие знаете дека еден од условите на влене бришење 20%. Да. И подршка. И сега, но овдека не е битно техничката влада. Техничката влада, ако сака Мицковски, може да избрише... Може, тоа и го кажа. Многу лесно, него не му треба двотретно, не му треба Бадентер. Да. Меѓутоа, гледате, самите кажате ви, него му треба Бадентер за други закони, кои што се овои за Сейф Сити, за останати закони кои што... Правобранител, јавно обвинителство, да. И према тоа мислам дека тука лежи проблемот. Како да се отвори работа за тие закони, а нормална работа мислам дека последниот гаф што го направи со бугарите, најверојатно е шамаран по дипломатски пат и сега барат чаре како да се смири топката, да се договорат како наводно да изведат нешто. Не може, знаете, по мене, по вокабулар што го употребуваат во собрание,
и реално во секојдневниот живот, јас уопште не гледам и дека има интерес да се смири топката или што викате вие конструктивен диалог. Се е чисто про форма, да видат што може нешто да се договорат, само да ги поминат законите, забораваат они што правеа во минатото и сега кој им се враќа, тешко им е. А вложени се многу пари, во Сейф Сити не знам колку милиони евра се вложени и сега ако не проработи сега и понатака ќе биде кочен. Или земете го законот за јавно обвинителство. И мислам дека тој таа лидерска средба поише ќе биде како да се удоволи Дуи и да се направи некој пазар за да колку толку тргнат работите, ако може да тргнат, ако не. Иначе они гледат си терат по старо. Овој Да, благодарам, поздрав до вас. Не знаеме колку се вложени во безбеден град, ете тоа не се открива, било доверливо, така изјави министерот. Ама било, тие го направиле доверливо. Тоа е исто прашање самото по себе. Зарем не е тоа, не би требало биде информација од јавен интерес. Не велам на сметка на министерот, туку тие кои ги носат тие одлуки. Тоа исто така не е еден човек само, не е тоа само по себе доверливо. Но како и да е, многу се вложени, но барем се вложени, ако е некоја утеха. И подобро може би да не знае човек, барем знае дека се вложени, гледа има камери. А тоа друго што не е вложено, а исчезнало, тоа е проблемот. Тоа е делот од тие директно отидени средства. Тука е вложено барем. Повелете кој е следен. Добар ден, господин министр. Добар ден, повелете, да. Па, моја дискусија знаеш какво правят кини. Да. Ова правят прва баба лан да ја проđe дан. Па ова пиме. Знаеш, нешто не суштински, кај што има противставени страни, фијанскиот бизнес битна на СДС Бомаров и овие нови сега си водат своја политика. Знаеш, ние џабе дискутираме ко ништо нема транспарентно. Например, вие спомната за Сейф Сити, дека ништо не знаеме, колку е вложено, што е вложено. Сега ја нешто друго ќе кажам. Па дека пријателиве што се јавува на дебатна емисија, дека отвора страницата на Државна комисија за спречување корупција. Тоа е од јавен интерес. Па да прочитаат со анкетните листови, сите ги има така. Ќе видат дека најсиромашен е премиер од 24 што се од влада, најпросиромашен е премиерот со 330 и нешто квадрати. Овако куќа. Овој за транспорт што е Александар Николовски нема ништо, бездомник. Па сериозно тука ќе ја видиме ние, граѓаните. Од анкетните листови, што има поише да дискутирам. Ова јас што го дискутирам, може слободно да го поверат на телефон. А иначе највише, најбогат е оваа министеркава за енергетика, Торе Панче Тошков. Не знам толку млади од кај ги направија тие пат. Тоа од мен. Иначе, ова е без целосно што го дискутираме ние граѓани. Без ништо, никакво значење не да го дискутираме. Благодарам, поздрав до вас, но добро знаете како велат, кој не е за себе, не е ни за другите. Сега слушнете кои клучни позиции, такви, не знам, финанси, енергија и што знам, а да е слаб со финанси или енергија, па прикажете ово, или ќе ми води каса државна или што знам за енергетски систем. Тоа е она што вели гаши, угледот. Како не е угледно членка на НАТО, сега зато не е угледно членка на НАТО, а да имате некој кој да ви води такви клучни сектори. Тоа е тоа туку, напротив. А и велам, кој не е за себе, не е ни за друг. Ако е добар за себе, ќе биде добар и за нас, само уште да почекаме. Повелете. Добар ден. Повелете. Имаме ли некого? Повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, се слушаме, повелете. Сега Исо. Кажете, да. Значи, добро е
лидерска средба што ќе има, али треба да направат измените на законите што се за корупција и за овие претходни што беа осудени. Значи, kad se počneme od Sašo Mijalko, od Gruevski, od Lupčo Đorđijev i od Zajev. Znači, treba izmeni na законите на ова лидерска седа да направат. Значи, да не застарува тие дела. Значи, повторно судење. На таа лидерска седа да направат разговор и измените на законите. Значи, ова влада има мнозинство. Откито тие закони да изменат и, значи, повторно судење да има. А не одложено судење да застарува делата. Ги спомнах овие претходни, кога се почнеме од Груевски, Лупчо Đorđijev, Заев, значи, да се завреме, јас сум еден од стевачите на ВМРО. Да се за времето на Груевски, со тоа Скопје 2014, тоа урбанистички хаос во Скопје. Значи, во тие закони и донесат, ова влада има мнозинство. Измене законите и повторно судење. Значи, обични граѓани ги ова власт, не ваа власт и претходно, па и ваа власт. За сите дела ги судат обични граѓани во Македонија. Значи, тие министри, судии. Така, поздрав до вас, до слушање. Благодарам, повелете. Добра вечер за следниот. Добар ден, Исо. Добар ден, повелете, да, добре дојдовте. Вака сега. Лидерска средба и да има, ништо нема да се направи. Јас потполно се слагам со излагањата на Љупчо. Лидерската средба им треба за правобранител. Лично правобранителот беше на Телма и кажа, пред да оди во пензија, му кажал на Гаши, водете рачун, затоа што ова више институција ќе пропадне и нема плати. А Гаши му рекол, мора да има правобранител од нашите, значи од Влен. И сега му треба подршка на Мицкоски, за да биде правобранител од Влен. Јас се чудам и си се смејам да ти кажам, Миско, дали да плашам или да се смејам, не знам што да правам. Затоа што вртев некој не можев да добијам и за празниците го слушав Мицкоски, за цените нешто збореше, ќе затвора ланци, ќе затвора маркети. Прво и основно, владата не затвара маркети. Владата нема право да затвори маркет. Затвара УЈП. Јас сум имала 2 локала. Значи, влегува УЈП, ти го стопира касата, ти ја брои. Ако имаш вишок на пари, значи не си куцал, ти става пломба и те казува. Не може владата да затвори маркет или бутик или било што кој ланец. Значи, како го кажа тоа ноншалантно, владата ќе мора да пазарна економија не може тоа да го направи. Пазарна ви бара фактура. И ја, например, со текстил сум се занимавала. И ми вика, имате на фактурата 10 панталони, карикирам по 1000-дарка. Каде ви се тие? А не он ќе затворил маркети. Контролирај се малце што збориш. Ви благодарам, пријатно. Благодарам, ве поздравувам, но добро, ако се донесе закон, како што се одзема за одредени прекршоци возачка дозвола, еве сега најавуваат и возило да се одзема. Иако не знам, тука има исто така многу прашања. Така може и закон за, ако се направи прекршок, здружување картелско и слично, да се одземе лиценца за работа. Сега велам, ако се донесе такви закони, тогаш се спроведува. Тоа не дека е нешто ќе оди во насока на унапредувањето на демократијата, и онака сме хибриден систем или во режим повеќе, само ќе оди во таа насока, но технички може. Само велам, зависи што сакаме, демократија или инаку може, нели имавме па национализации и така натаму.
Така да, ако се донесат такви одлуки, закони, може да ви земаат и возила, и станови, и куки, и да затвораат маркети. Само се поместуваме кон на друго, не одиме кон демократијата. Ако оди во таа насока, велам. Но технички може, за да биде легитимно, па и законски легално. Затоа ни се тука, законодавниот дом, скратена постапка, ќе дигнат рака, затоа како што се иницијативите, барем да се намали бројот нивен нешто помалку заплата да не оди толку. Кога веќе и онака се знае како ќе гласаат. Повелете, мислам она што ќе им се стави на гласање. Добар ден, повелете. Добро вечер. Добра вечер, повелете, да. Јас сум се господин. Вие да, повелете, ве слушам. Видите вака. Добро е наслова нова конструктивен диалог. Меѓутоа, стварно да има конструктивен диалог, на овие лидерски средби треба да се дискутира за сите отворени прашања по овие мислење, не само техничка влада. Да се дискутира за сите прашања, кои што реков, да се проговори како да тргне нашата држава напред. Што значи тоа? Да имаме ние подобар стандард и подобар живот за граѓаните. А тоа ќе го направиме само како што баре Европската Унија со реформи. А реформи се носат само со реформски закони. Некои закони треба да се носат со двотретинско и со бадинтерово мнозинство. И тоа го зголемено. Бидејќи се бараше да се изборниот законник да се разговара за него, тоа го бара и по малите партии. Ако се сеќате, една изборна единица и со отворени листи. Да. Потоа треба да се разговара за јавното обвинителство. Потоа да се разговара беше за законот од правосудството, кој што е законот за јавно-обвинителска и судска служба и Советот за јавни обвинители. Ако е вака, само проблем техничката влада, да се укине или не да се укине. Дали ние, како граѓани, имаме повеќе пари во нашиот новчаник? Дали стопанството ќе тргне напред? Дали ние како граѓани ќе купуваме нешто поевтино? Да биде исто така да се бориме за поевтино здравство? Да имаме подобро образование? Да се одлучно почнеме да се бориме? Да, благодарам. Поздрав, но и клучниот момент дали се доволно зрели тие структури да можат без некој некого, како што вели Филипче, да има увид и да од една, од друга страна партија и така натаму самостојно да сериозно ги водат работите. Тоа е клучното прашање, не е некој некого да контролира. Едноставно се знае, влада е сега таа влада си ја брка работата. Колку ќе биде успешна, нема, ќе се види на следните избори, потоа ако е успешна продолжува, ако не друга презема и таа си тера, нема никакви дилеми во тоа некој некого да контролира. Контролата е токму затоа што работите не може да се остават на доверба. Но прашањето е и тој што контролира колку доверба може во него да се има. Повелете. Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Како Мицовски ретко мајка раѓа. Вако премиер ни било, ни ќе биде. Тој за лидерска средба треба да има, ама да збориме да се намалат пратениците, или он обеќаше од 120 на 80. Да се преиспита парите што ги земаат за превоз пратениците. Тоа ќе почитува. А не едно збори пред јавноста, друго прави. Ваков човек ретко мајка раѓа. Што да речам друго? Што да се пати на телевизија СДС им е актив. СДС ова направил, СДС. А заборавија тие дека се 11 години раководеше ВМРО. Знаеш колку пусно што правија? Зашто се измислили тие книжката влада? Затоа што носеа со службени коли отпустет да гласаат за ВМРО. Се заборавили тоа? Оваа влада треба подхитно се замине. Ова е срамно за државата, срамно за народот. Нема што да кажам друго, толку сум
иритиран од ова власт. Еве, победија во Маврово. Прво, одма за СДС паќе. Што? За СДС. Заборави тој, кога 2012 имаше кривична пријава од Девана за криминал. Грујо го спаси. Го стави совети да ги управи. Тоа ли е држава, бе? Исо, срам е ова влада што е моментално, срам е на државата, срам е на нацијата. Биде ми поздрав за свој најдобро ти пожелувам. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Да, завршуваме. Добро, нема потреба зошто да ви биде било кому од вас непријатно за тоа што некој друг прави, мислам, и односно мислите дека прави. Не сакам да одам во која и да е насока, туку воопшто ситуацијата каква што ни е и да речеме токму и по однос на ова што ете некои анализи гледав, тоест анкети дека граѓаните сметаат и дека помеѓу другото во ред еве лидерска средба, но да се дискутира и токму околу тоа да се постигне единство околу состојбите, условувањата се едно кои доаѓаат од Софија, од Брисел, односно по однос на евроинтегративниот пат. Каде сме, што сме, токму значи да се дојде до едно единство, на што го дискутираме тука. Така да, тоа велам, нема потреба, ние можеме само и треба да констатираме и да праќаме те пораки, што мислиме дека треба да се направи за да ни биде подобро, а тие треба да го направат тоа. Така ќе дојдат и до угледот. Угледот не може туку така само да се стави нешто, па потоа да се симне. Туку е резултат на долготрајни, конкретни работења и резултати кои треба да произлезат од тоа и кои ќе бидат видливи. Благодарам за видливиот придонес кој го давате сите. Ви посакувам исто така пријатно попладне. Довидување.